Се вели дека се работи за затвореници кои што биле осудени на доживотен затвор или на подолги години затвор и не сакале веќе да бидат помеѓу овие 4 зида. Имале гениален план. Во една од старите гаражи, односно една стара барака која што не се употребувала, која што се наоѓа зад мене, поточно тоа е последната, четвртата барака, тие се обидале да ископаат тунел. Идејата била тунелот од оваа барака преку целиот овој простор да излезе преку оградата и да избегаат на слобода. Планот не им успеал, бидејќи тунелот е откриен. Зад овие зидини, буквално сме тука некаде на оваа локација, јавноста и беше интересен настанот кога откривте тунел, односно обид за бегство на затвореници. Што се случуваше, докаде е таа работа? Па јас не би сакал многу да ја коментирам, да, точно. Истрагата ево тек, не можеме многу да зборуваме, да, она што можам само да кажам дека имало инволвирани нормално затвореници, а и вработени. Значи им помагале сепак вработени за тоа да се... Па тоа истрагата ќе докаже. Така, меѓутоа сепак е насочена истрагата и кон тоа дали некој им помагал. Ова е зидот од другата страна на тунелот, каде што требало да излезат затворениците доколку успеале да го ископаат до крај. Сепак вода ми поматила токму водата. Овој дел е подложен на подземни води. Како го копале тунелот, така почнал да се полни со вода. Немале друг избор, морале да го забетонираат. Инаку доколку успееле, им фалеле само неколку метри за да стигнат од оваа страна, да излезат овде некаде, а потоа од оваа страна преку полето ќе биле слободни. Не џабе велат дека Казнено-поправниот дом Идризово е еден од најбезбедните затвори и тука нормално служуваат казна оние кои што се осудени за најтешки дела. Во овој затвор постои најсовремен безбедносен систем. Камери го снимаат целиот затвор. На дворешниот дел нормално зидовите не може пиле да прелете. Имате ли доволно кадар, имате ли доволно затворски чувари? Не. Значи, не е само затворската полиција што не е пополната со број на вработени, туку и персоналот кој работи на ресоциализација со затворската полиција и оној делот што ни е административниот, односно финансиите, правната служба. Значи, во сите сегменти фалат вработување. Разбрав дека имате во последно време многу ригорозни контроли во врска со внесувањето на мобилни телефони, наркотици, дрога и така натака. Имаше случаи порано кога се случуваше да пронајдете телефони, односно затворот Идризово, нели, пред ваше време и во ваше време, да пронајдете и телефони кај затворениците. На кој начин ги внесуваат и што се направите да можете тоа да го сузбиете до сега? Па, начините се многу различни. Меѓутоа треба инвентивни се, значи. Да, треба да се размисли пошто тие правилници се донесени многу поодамна и треба да се размисли за начинот на користење на мобилните, дали да се ограничи на одреден број на позиви или да се ограничи на користење во даден временски период во денот, дали 1 час, дали 2 часа, да може да се користи. Значи треба да се размислува за да не ги злоупотребуваат, доколку би ги имале не би ги злоупотребуваат. Затоа што ние како установа претходните мои покушавале да постават говорници кои перманентно биле кршени и она нивно човеково право со устав загарантирано треба да го исполниме, да имаат право на разговор, на контакт со фамилијата и така. Така. Ние сега кога дојдовме овде на капијата, иако сме новинари, нас не беа
Да, таква одземени постапката и процедура. мобилните телефони, Не само така. на вас, него сите кои на влегуваат. сите, токму така. Дали сте се размислувало за поставување на блокатори на сигналот или нешто, или тоа нема да го реши проблемот? Што мислите? Па има, меѓутоа тоа делумно со тоа се решава проблемот. Ќе најдат начин како да го Да. заобиколат.